Кој не брани денес? Дали ги заборавиме оние кои го чуваат нашиот мир и безбедноста, се додека не се случи криза или додека не се наруши безбедноста на нашата држава? Зошто за војниците зборуваме најмногу само во оној момент кога имаме криза? Гостин во мојот подкаст денес Александар Насковски, поранешен професионален војник и во моментот председател на независен синдикат на професионални војници. Со него ќе разговараме на овие теми и уште многу други прашања, се надевам дека ќе ни даде одговор. И на самиот почеток да те посакам добре дојде, Александар, и благодарам што се одзва на поканата да поразговараме искрено околу тоа што значи да се живее за униформата, да се биде професионален војник. Фала на поканата. Мило ми е што сум во вашиот подкаст. Да се носи униформата е чест и достоинство на секој граѓанин или млад човек во државата, но за жал во изминативе неколку години, тоест можам да кажам изминативе деценија две, ситуацијата во армијата се влошува на многу начини, на многу сфери, така да може да објаснуваме на многу начини може да ја разгледаме вистината за реалноста во она каков живот живеете вие. Затоа споменав и на самиот почеток. Ние помислуваме на вас војниците само во време на криза, на војна, кога ќе има или кога ни е загрозена нашата безбедност, а не помислуваме во мирни моменти што и како се случува во касарната и како живеат војниците во Македонија. За жал така е. Значи ние, јас како председател на синдикат и како професионален војник, гледам дека од македонската јавност, од граѓаните, дека не сме интересни кога нема војна. Има коментари каде што се чувствуваме, не опишуваат како непотребни, трошоци на буџет и така натаму, но гледаме дека кога во случај на воен конфликт, тие се тие први што излегуваат да ја бранат државата и тие се први кои што гинат. Затоа е доказ судирот од 2001 година, каде што 70 неколку припадници на армијата и полицијата се загинати и каде што денеска сведочиме на многу споменици од нивните родни места и низ градовите, дека ги им одаваме чест за нивната жртва, но некако луѓето забораваат да се почитува униформата и војникот додека работи, додека е на служба. Условите во армијата моментално се катастрофални на професионалниот војник, од смисла што нема некоја иднина. Работниот век му е, ако се вработи на 20 години, работи до 45 и после 45-та година останува без работа како невработено лице. Тоа се многу поенти кои сакам посебно да ги дискутираме, но на самиот почеток кажи ми колку време Александар беше професионален војник? Ја бев скоро 24 години професионален војник во воздухопловниот винг во Петровец, во касарната Петровец. Бев механичар на хеликоптер и по вооружување техничар. Така да работав на повише типови на воздухоплови. Многу интересна професија, многу стресна професија и многу одговорна професија. За жал, таа кариера заврши со наполнување на моите 45 години и прекинување на договорот. И во Македонија не можеме да искористам нигде мојата стручност и мојата професија, стручна спрема што сум имал, затоа што нема приватни фирми, институции што имаат таков тип на воздухоплови, тоа се државно или во армијата или во полицијата. Сега, на самиот старт, зошто Александар избра да биде професионален војник? Што беше она што те мотивира и те водеше? Искрено, уште како мал, мене ми беше желба да бидам офицер и конкурирав на војната академија. За жал не успев да се запишам од како и денешно време познати причини зашто некои луѓе не успева да се запишат. Така да немав некој друг избор. Периодот 2001-2002 година
после конфликтот бев една година како бранител за време на конфликтот во 2001 и после тоа имаше големи конкурси за примање многу војници во армијата и се одлучив да продолжам кариерата како професионален војник. Очекуваше ли тешки моменти, очекуваше ли ситуации во кои се најде во текот на работењето? Или гледаше некоја поубава слика во војската? Уште како млад сега. Каква перспектива имаше тогаш? Не може да очекуваш... Како гледаше, каква перспектива гледаше тогаш? Ве разбирам. Не може да очекуваш добра, лесна работа и затоа што 99-та служев војска војна полиција, што е едно од потешките служби за служење воен рок. После тоа бев една година во војната, од војната војник, така да не очекував дека ќе биде многу лесна работа, да очекував да биде со исто такво темпо. Но воздухопловниот винг е сосема друга единица, таа е повише на стручност, на знаење, на работење на специфични машини кои што коштат милиони и за кои што се учи, се полагаат испити, се има лиценца која секоја година се продолжува, се тестираш за тоа знаење што го имаш, за да имаш валидна лиценца, за да можеш да работиш на воен воздухоплов. Тоа се согласно правилата и законите во армијата. Колку се во Македонија? Со таква иста стручна спрема? Па многу малце сме, допред година имаше многу вработени во воздухопловниот винг, но голем дел од старешинскиот кадар отидоа во пензија. За жал, професионалните војници, мојата класа, што се 2002 година, сите си заминуваат, остануваат на една рака да ги изброиш. Си заминуваат пред време? Не, си заминуваат со исполнување на 45 години, така да не продолжуваат во армијата на тоа работно место, што е голем хендикеп за армијата, посебно за воздухопловниот винг, затоа што во оваа ситуација каде што се нарачени 6 хеликоптери да стигнат нови, воздухопловниот винг е буквално на стаклени нозе, имат голем недостиг на технички кадар. Министерството за одбрана проба со јавен оглас со вработување на дворешни лица, но знаете како, лица кои што имаат 21, 22, 23 години, кои што не знаат што е хеликоптер и без никакво искуство, се многу назад во тој дел каде што може регуларно да се одржува армијата, тоест техничките средства воздухопловите во армијата, отколку ние кои што имаме на 20 години искуство баш на тие хеликоптери. Да, имаше една изјава од вас на социјалните мрежи, залудно е да се инвестира во опрема ако нема кој да ја користи. Тоа е токму тоа. Значи сега се удира акцент на вложување во хеликоптери, вложување во охлопни возила што се страјкериве ги купуваат. Се е тоа окей, но тој кадар, професионалниот војник, тој што треба да го одржава тоа возило, например, треба тој страјкер да го вози, значи тие луѓе ги полнат годините, старосната граница од 45 и си заминуваат. Значи таман ќе го обучиш за тоа, треба да си замине. Во државата не води грижа тие лица да останат до нивното пензионирање, што е и борба на овој синдикат. Професионалните војници да ги имаат истите права како и старешинскиот кадар, тоест останатите лица кои се активен воен персонал, каде што и професионалните војници се активен воен персонал. За жал, во смисла да се биде професионален војник до 55 години, така? Па потоа да се оди во професионален војник до 55 години не може да биде, затоа што еве јас на пример, ако не ми завршил договорот пред 4-5 месеци, согласно бенефицираниот стаж и моето работно место, би работел уште 7 до 8 години максимум до моје пензионирање. Значи на 52 или 53 години ќе се замине во пензија, исто како што старешинскиот кадар се замине изминатата година, со
тие години стаж, затоа што тогаш го исполнуваш законскиот тој максимум до 40 години. Со оглед на тоа дека имате бенефициран стаж. Така. Значи во пензија се заминува во армијата со 40 години бенефициран стаж. Имате ваква иницијатива вие поднесено, нели? Имаме иницијатива поднесено како синдикат, тоа е главната цел на борбата на синдикатот. Понесовме и предлог закон до Собранието на Република Македонија на 3 јуни 2025 година, каде што предложивме закон каде што професионалните војници ќе можат да заминуваат во пензија, бидејќи нашата борба како преку социјален диалог со работодавец не покажа позитивен резултат и затоа понесовме представка до Комисијата за заштита и спречување дискриминација, каде што се утврди дискриминација врз професионалните војници, дека не им се трансформира работниот однос од определено на неопределено. Знаете дека согласно Законот за работни односи, секој работник после 5-та година треба да биде на неопределено време. Тоа е за секој работник во целата држава. За жал, професионалните војници 25 години работат на определено време. И затоа ни завршува работниот однос на 45, не бидејќи не е трансформирано неопределено, не можеме да оствариме право на пензија. И за жал гледаме професионални војници, на кои им завршува мандатот, јас би кажала, работат такси, договорот, работат такси, работат обезбедување, се снаоѓаат кој како знае. Јас сум во контакт со многу од професионалните војници кои што ја напуштаат армијата, отприлика околу 250 луѓе годишно ја напуштаат армијата. Затоа и онаа бројка од 300 секоја година вработуваат нови. Значи со пополнување низ празнетата оглас крајот на 2025 година беше. Значи сега ги уште се на обука или се при крај на обуката во Велес. Така да 250 војници си заминуваат, од кои што поголемиот дел ја напушта државата. Тоа е трагичното, што има демографско иселување со се семејствата. За тоа не води грижа армијата, иако апелиравме многу пати. Дали напуштаат заради ниските плати, условите, или заради третманот кој го добиваат професионалните војници? Професионални војници кои што се уште на служба и они напуштаат затоа што се ниски платите. Плата на професионален војник е 30.000 денари. Значи тоа е многу мала плата за некој што е на почеток на кариера, да речеме млад војник. Може би тие 30.000 и оние дополнителни додатоци што ги има неколку, може би некако ќе успее да живее со тие, но кога ќе оформи семејство, кога ќе има деца, сопруга, трошоците се зголемуваат, а платата моментално 3 години не е променета, замрзната платата во армијата и нема никакво покачување од 2023 година. За овие професионални војници кои што напуштаат со завршување на договорот на 45, тие напуштаат државата бидејќи нивната професија не може да ја употребат во Македонија. Како мојата професија не можам да ја употребам во Македонија и морам да барам некоја работа како шофер, обезбедување, каде што многу се намалува. Тука па има и голема конкуренција и од цивилниот сектор има многу шофери, има од цивилниот сектор приватните обезбедувања се пренатрупани од поранешни полицајци исто така, кои што им е дозволено и иако ја земаат пензијата да работат приватно и обезбедување. Така да опсегот на работни места кои што може војник да ги искористи после 45 е многу мал. Затоа се повеќе се иселуваат и затоа никој не води грижа, но за жал затоа и се намалува бројката на граѓани во Република Македонија. Така. Те прашав неофицијално и сега пак и те прашам, со каква мотивација служите на нашата држава, кога знаете дека после 45 години не ви е загарантирано ниту работа, ниту статус во државата? Моментално мотивацијата кај луѓето е редовната плата. Ништо друго и надежта дека може би ова ќе се реши. Ние како синдикат притискаме колку можеме да го решиме тоа на институционално ниво, со Министерство за одбрана, со влада, со собрание, но за жал нема точка во тоа. Јас имам надеж, затоа и синдикатот го водам долги години и не се откажувам од таа борба. Тие што се со послаб карактер
полесно се откажуваат. Јас не се откажувам. На војниците треба да им е јасно дека ги чека иста судбина како и мене што ми се случи и над 1000 војници кои што изминативе неколку години ја напуштија армијата и кои што после треба да бараш на работа на тие години кои што не сме многу атрактивни. Значи на 45 години да бараш некое ново работно место во нова фирма, во приватна институција е малце многу потешко отколку да си продолжиш да си работиш таа работа и да го оствариш правото на пензија, како што секој граѓанин заслужува во оваа држава. Така. Сега, Александар, кога те слушам во контекст на одговорот на ово прашање и претходно, сметаш ли дека професионалните војници и генерално луѓето кои се во армијата не се доволно ценети и од општеството, и од луѓето, и од системот? И зошто овие проблеми постојано продолжуваат да растат? Не станува збор, убаво кажа на почетокот, за претходните 5 години или 10. Тоа е проблем, јас колку што нели знам, е повеќе од 30 години. Да. Општество, луѓе, систем. Како што кажав, луѓето не се заинтересирани за армијата додека не им требаме, нели? За жал, така е ситуацијата. Се надеваме дека никош нема да им притребаме за војна, но погледнете во светот, армијата е столбот на државата. Значи, сегде армијата е цената. Мене ми е многу криво што во оваа наша држава политичарите, можем да кажеме, или државата, раководителите што ја водат оваа армија, дека не ја ценат армијата, посебно професионалните војници. Зошто напоменав и претходно, поради тој дискриминирачки закон. Значи, војниците се многу дискриминирани, многу се врши мобинг. Со тоа што продолжува договор на 4 години, им се врши закани дека ќе нема да им се продолжи договорот и затоа нивната мотивираност и нивната желба за да преземат нешто, некој чекор понапред, и им е скратен уште на самото работно место. Затоа што војниците се многу малтретирани на работното место. Таа работа што согласно формацијата е работат и дополнителни работи, буквално како чистачи, измеќари, буквално се што ќе нареди претпоставен војникот прави. Тоа јавноста не го знае, бидејќи е за тие затворени ѕидови, огради во касарните. Колку медиумите ви посветуваат внимание? Генерално, колку се интересираат медиумите за да се направи некоја приказна сторија за тоа како функционира еден војник или што се случува нели во еден ден во војска? Нема многу голема заинтересираност од медиумите за да се покаже вистинската приказна, затоа што едноставно ќе ги боли тие кои што тоа го дозволуваат и пробуваме со наши објави, јас воведов еден проект каде што го најавив пред долго време, се вика Вистината за армијата и каде што реков дека периодично, но редовно и ќе објавувам вистини каква е реалната слика за армијата. Тоа беше и мината неделната објава со катастрофалните услови во некои објекти кои што и министерството призна дека 35 години, па дури 50 години не се реновирани, каде што нема туш, каде што војниците со импровизирана кофа и со чеп се тушира, без вода, катастрофални услови, санитарни објекти руинирани, со лебарки што се шетат по храната. Тоа е реалната ситуација. Значи, тоа е тоа што треба јавноста да ја знае, но ако не ја кажеме ние како синдикат за да дојде една свест до сите, мислам дека само ние можеме тоа да допреме до граѓаните. И сега овде пак ќе прашам клучни проблеми за тоа дали е неспособност, лошо планирање или едноставно немање волја да се направи нешто подобро за војниците да се чувствуваат и тие луѓе, би кажала јас, во текот на работењето. Ја мислам дека 50-50, пола е немање волја, а пола е неспособност, затоа што у денешно време
некако луѓето се многу себични, секој гледа за себе само да се избори. Овие можам да кажам дека раководните лица, еве генералите, командантите на единицата, поише се грижат за своите кариери, како ќе напредува, дали да се допадне на министерот, на државен секретар, на генерал некој, за да го пратат на некој школување во странство и така натаму, отколку да се грижат за условите во армијата, затоа што врската ја имаат од врвот надоле до командантите на единиците, па и секој вработен, но војниците се на најниското ниво, така да они не одлучуваат дали некој ќе се подобри ситуацијата или не. Гледаме... Да, но Александар, извини што те прекинувам, колку што ја знам како обичен граѓанин, имаме нели како членки на НАТО, мора да исполнуваме одредени НАТО стандарди. Да, НАТО стандарди треба да, но повеќето тоа е во делот на функционирањето на армијата. НАТО како институција не е интересирав на нешното уредување на армијата. Дали војникот има топла вода или добра храна? Не, тоа е одлука на раководството, тоа треба да се грижи. Мене многу ме загрижува фактот што премногу милионски суми се одвојуваат за многу оружје, а воопшто најмалку работи, што најситни работи како што се чешма, лавабо, значи во тоалет, санитарија, значи такви работи, да не ги смениш 35 години или 50 години. Еве да речеме 35 години. Колку се тоа буџети на армијата? Значи, тоа е страшна ситуација да не можеш, а сите знаеме, посебно овие војници кои што одат на мисии во другиве земји, кај што имаме Косово, Романија, Бугарија. Да, но и примери од други земји. Условите се феноменални таму, затоа што тоа е организирано од земји кои што се во НАТО, но буквално во НАТО, како што италијанската армија, британската армија, значи француска армија, кај што тие контингенти се под нив, така да условите таму се феноменални, храната е феноменална и се е друго. Значи ние кога ќе излеземе од Македонија гледаме убави работи, но кога се вратиме во Македонија во нашите касарни ги гледаме овие работи кои што само синдикат може да ги покаже на јавноста, бидејќи медиумите не може да влезат во тие објекти да ги снимат. Апсолутно. Затоа што погледнете реално и тоа каде дават ние како медиум сега да дојдеме и да снимаме. Ако не ве пушти некој внатре, не можете да влезете. Тоа е не дозволено. Разговарајќи за сите овие услови во кои работите, сметаш ли дека нашата држава губи квалитетни и добри луѓе? Со ваков еден третман би кажала јас. Многу губиме. Со овој однос посебно на армијата кон професионалните војници. Вака, значи армијата брои негде околу 7400 луѓе. Војници има 3000. Значи тоа е скоро половината и тоа се тие луѓе кои што се извршна сила. Тие се тие луѓе на прва линија. Тие луѓе се погазени долго време, на нив условите за работа им се катастрофални, работните услови нели катастрофални, работничките права им се катастрофални, најмали плати. Со ова се губи на моралот во армијата, затоа што не дај Боже да дојде утре време за некој конфликт. Пак ќе кажам, не дај Боже. Никој не го посакува тоа. Да, но еве доаѓа момент. Верувате дека никој нема да застане, да загине за армијата, за државата, за 30.000 денари, каде што 20 и повеќе години некој психички и физички го малтретира, каде што нема услови за работа, а истите тие војници на вежби интернационални кои ќе отидат со колеги од други НАТО армии, гледаат многу подобри услови, подобра опрема, подобра храна, поголеми плати. Значи, сега нема интерес тие практики да се преминуваат овде, пак ќе кажем. Немаме волја интерес, или нема едноставно финанси, има финанси, не се добро испланирани сите. Со нашиот законски предлог што е поднесен во собранието за решавање на статуса на војниците, се заштедуваат милионски суми пари. Значи, Министерството заштедува
повеќе од 10 милиони евра на годишно ниво. Со тоа што ако професионалните војници продолжат да работат до нивното пензионирање. Зошто? Во кој смисла, да? Затоа што професионален војник кога заминува на 45 години, кога му завршува договорот, му се дава опремнина. Во вредност од 2 просечни плати за толку години колку што има стаж. И тоа се средства од прилика од 30 до 35.000 евра. Тие средства, ако не му ги дадат на војникот, го остават на работа, со тие средства наредните 6 години етеа платата на тој војник. Значи, Министерството за одбрана ги одвојува тие средства да му ги даде на војник кој што го бркат од работа, му ги дават парите и тоа лице станува невработено под бюро за вработување. И дополнително трошок на државата да му најде нова работа, здравствено да го осигура, а едноставно треба да си продолжи да се работи до неговото остварување на право на пензија со 40 години работен стаж. Значи, нашето барање е буквално заштеда на милионски суми. Значи, размислете дека ако на мене ми требало уште 7 години да работам, и сите мои колеги што си заминале, значи, за 7 години Министерството за одбрана само ќе заштеди 70 милиони евра само на овие средства, кои што редовно може да ги употреби за војниците и за се да се поправи во армијата. Да. Буквално остануваат многу финансиски средства. И да добие подобар третман и да се Нормално, чувствувате значи, вредни граѓани во општеството. Мотивирана армија, задоволна армија е силна армија. Тоа е мото на многу држави, само очигледно кај нас. Јас морам да се навратам на времето кога беше нели претходно Југославија. Беше чест да се биде жена на војник. Да. Беше чест нели да бидеш семејство на војник, затоа што беа навистина ценети и почитувани. Каде се изгубија тие вредности? Вредностите се изгубија едноставно со почита што произлегува од самиот државен врв, раководството армијата, па и граѓаните. Затоа што, како што спомнавме на почетокот, во 2001 на сите бевме потребни. Сите не ценеа. Кога поминува конвои, сите аплодира, сите нели? аплодира и сите тогаш така било и 45-та и така било и но навистина е жално Александар, не дај Боже да загине војник, тогаш се посветува внимание и на семејството и на самиот војник се гради и споменик и тогаш сите го почитуваме, му оддаваме почит. Трагично и жално, но стварно е така. Погледнете што се случи од конфликтот 2001, што се случи во Куманово со полицајците, се изградија споменици која беше диво населје. Значи, од кога ќе загине некој припадник, тогаш стотици споменици, тогаш ден на жалост, тогаш, а претходно но и после 2 месеци се заборава тоа и пак се враќаме на да, на старите униформата проблеми. е најнеценета моментално, можам да кажам. Затоа што јас се дивам на некои армии каде што во кампањите на самите председатели на тие држави и на тие армии многу се фаворизира силата, моќта, униформата, нивните можности, нивните единици, нивната способност. Тоа и мислам дека многу акцент се става на нивниот кадар, буквално на човечкиот фактор. Кај нас спротивно се објавуваат слики од хеликоптери што сме купиле, од возило што сме го купиле. Значи железо. Со да, тие, буквално никој ли... не зошто никој не ги покаже војниците кои што ќе управуваат со тие возила. Да се направи некоја емисија, интервју со нив, што работат, што му е работата на тоа возило, како го правува, дали е тоа како што очекува. Да. Затоа што јас знам многу нени ситуации кои што не се толку баш некои нови возила што ги купија, не сакам сега да ги спомнувам, толку добри како што ги покажува, имаат многу мани, но тоа пак останува тој затворен круг. Так. И не сакам да го кажам тоа јавно затоа што
суштината на како председател на синдикат, како поранешен војник, ми е да ги драстично да ги подобрам правата на војниците. И условите во кои работат. Да дојдеме нели? до тоа ниво кај што го заслужува. Зашто кога ќе дојдеме до тоа ниво, после ќе биде лесно и може само да се надоградува. Да, за опремата и како што кажа... Секи си дојде на место, но ние ги немаме основните работи. Так. Кажи ми, додека беше професионален војник, веќе не си, како поминуваше еден ден во војска? Еве, убаво кажа на почетокот, сите знаеме да кажеме дека што работат војниците. Сега ништо си седат по цел ден во касарна. А не е така баш. Што се случува? Имав пред можеби година дена, исто така војно лице ми беше гостин во подкастот и баш на таа тема нели дискутиравме. Мери не е така, ние не седиме по цел ден во касарна. Не. Има активности. Што се случува? Еве, јас на моето работно место кај што бев, можам да го опишам моето работно место. Интересно е сепак. Да, интересно. Значи доаѓам на моето работно место, таа просторија кај што работиме, и обликуваш униформата, имаме нели ако има потреба постројување, претпоставениот издава задачи, значи во овој случај јас бев механичар на хеликоптер, ако тој ден има летање, ако летањето е планирано од 10 часот, значи ние излегуваме многу порано за да го подготвиме тој хеликоптер. Значи се открива, се проверува, се прават разни проверки за дали е исправен се, ако треба нешто да се отклони, ако има некој мал ситен дефект се делува, се подготвува воздухопловот и моја обврска беше сето тоа да биде безпрекорно изведено со максимална концентрираност. Таму нема никакви, не сме да има никакви грешки. Нема право на грешка таму. Доаѓаат посадата за летање, значи тука учествувам како помошник механичар на тој воздухоплов, учествувам во стартување, во самото стартување на хеликоптерот, до неговото полетување. Потоа, меѓу време, додека лета хеликоптерот, ние работиме во работилницата, средуваме нешто околу алатот, некои дополнителни обврски што имаме за друг воздухоплов или за поправка на некој друг. Кога ќе слета воздухопловот, го прифаќаме, го пак проверка. Так, ме интересираат меѓу човечките односи внатре. Меѓу вас, професионалните војници, но и односот со вашите надредени. Кај нас... Ако ги ставиме на страна сите недобри услови, нели, во кои функционирате, какви се човечките односи? Во воздухопловниот винг човечките односи беа многу подобри него другите единици. Во пешадинските единици, каде што има повеќе строгост, можам да кажам, таму се меѓучовечките односи и помеѓу старешини војници многу нарушени, бидејќи тие информации стига до мене како председател на синдикат, ми кажуваат војниците што им се случува, малтретирање, мобинг, разни обструкции во стварување на некои права, отработен однос или слични работи. Во воздухопловниот винг немаше такви работи, бидејќи ние повеќе бевме како некој тим, како некој семејство, бидејќи моите претпоставени беа техничари летачи. Значи, јас го подготвам хеликоптерот за мојот претпоставен да лета. Така да, меѓу нас, да, буквално животот му зависи од мојата работа и од мојата стручност, така да немаше многу такви. Имаше со исклучоци некои ситни така, но тоа некако се балансираше до моменти каде што се мора да биде така, затоа што и ние, пилотите кои што се офицери, немаме како војници, нели подчинети од нив, имаме многу добар однос од нив, и колегијален, и пријателски, бидејќи баш буквално тој пилот зависи од нашата работа. Неговата работа си ја врши кога ќе полета и како лета и како ќе слета. Но се да му се подготви за да биде хеликоптерот максимално и 100% исправен, зависи од нас. Буквално од нас. Ме интересираше тоа затоа што сакав да прашам, човечкиот фактор е тука, меѓутоа организацијски
да бидеме малку подобри, да имаат надлежните институции и луѓето кои одлучуваат волја да направат, мислам дека армијата ќе биде пример. Многу треба да се подобри, но тоа ќе се подобри ако се почитуваат правата, едноставно законите. И сите пропишани правилници и нели правила во армијата. Значи не може да важи за еден, за друг да не важи. Ние сме сите едно. Кога ќе се случи воен конфликт, оди војникот, оди подофицерот, оди и офицерот со тебе. Нема да седат другите у канцеларија, а ние да бидеме на фронт. Так. Сите одиме заедно. И таму, мојот живот зависи од него, неговиот живот зависи од мене. Значи, ние, армијата е една институција која што не смее да има такви нарушувања на односите помеѓу припадниците во армијата. И ја тоа многу пати апелирам, но има многу тврдоглави, како да кажам, луѓе кои што мислат дека со нивниот авторитет може да наметат нови услови за работа во нивна корист, но со тоа го навредуваш другиот припадник кој што зависиш од него. А тоа е таа еден систем на функционирање кој што не треба да биде нарушен. За жал кај војниците се нарушува. Баш со овие нарушувања на правата кои што ги нема. Да, правата и условите. Сега го спомнавме огласот. Се бараат нови професионални војници. Мислиш ли дека има волја кај денешните млади за пријавување на огласите за професионални војници? Желбата за да бидеш војник мислам дека е многу намалена. Нема толку волја еве сега ќе ви објаснам од која причина. Бидејќи ако 300 војници се вработени на последниот оглас и во минатиот период, јас сум бил сведок дека 50-тина напуштаат сами во првите 6 месеци до 1 година, бидејќи не се пронаоѓаат таму. И мене ме контактираше еден војник од една касарна, голема касарна, каде што има многу војници, напушти сам после 6-тиот месец. Зошто? Со реченицата, јас дојдов да бидам војник, а не цел ден да метам. Значи, тоа е она што тие дополнителни обврски им ги даваат на војниците, каде што тоа и малку слободно време, ако го имате од денот, се користат за разноразни работи во армијата, да се ишчици, да се смете, значи многу работи кои што не сакам ни да ги спомнувам, толку се до тој степен што чашата предпоставениот не сака да се ја измие, го вика војникот да му ја измие. Так. Значи, доволно е да се каже дека се злоупотребува, не чини работата. Да се злоупотребува работниот однос на војникот и е многу не чини работата. И итно треба да се сменат некои работи. Војниците не може да дојдат до израз бидејќи се уценети буквално со договорите, да секои 4 години им се продолжува договорот. Јас се надевам дека еве ти како председател, нели, и целиот синдикат ќе направите чекор напред за подобри услови и на професионалните војници, но слушајќи вие се борите за целата армија, нели? Да, буквално станува збор за услови во работење во кои ќе работат и капетан, и офицер, значи, и подофицер, не е дека само се зборува за условите на војниците, нели, да. Жално е, навистина, мене пред, не знам, месец дена дали има поминато и кога слушнавме дека 2 војници се заразени од шуга, па потоа излезе дека не се 2, се повеќе, па некои од медиумите, нели, го покажа по-реалната слика, некои не го покажуваат реално како стои ситуацијата. Додека бевте вие таму, во какви услови работевте? Буквално, во однос на хигиенските услови. Катастрофално. Знам дека имаше напишано од твоја изјава дека имате стари кебиња, имате стари униформи, нема топла вода. Топла вода е научна фантастика, искрено. Ретко каде има топла вода, бидејќи
болерите не работат, војниците летно време си ја топлат водата во шишиња пластични надвор на сонце. Во зимно време во тие издвоени објекти ги ја греат водата во шерпи, каде што после ја загреваат, ја разладуваат, тоест, А може имате да се истушираат. физичко, имате нели тренинзи, тоа мора да... Да, условите се катастрофални, кебињата и чашафите се стварно стари, пожолтени перници стари по 10-20 години, исто и кебиња. Не се вложува воопшто во тоа, затоа што буквално не доаѓа до јавност. Значи, ние кога реагираме, еве сега кога реагиравме пред месец дена, на некои места ми кажа дека донеле нови кебиња и нови чаршафи. Значи, имало. Значи, тоа е добро, но не е тоа секаде така. Не го правиме, еве и нашиот подкаст. Јас не го правам за против некого лично да се навреди, го правиме за да се подигне свеста. Точно кај така. одговорните луѓе да преземат одговорност и да преземат некои мерки за да се подобри начинот на работење на професионалните војници. Не ни е поентата да се навреди. Ниту ќе споменуваме политички гарнитури, кажавме, тоа се одвива години и години. Војниците се во лоши работни услови. Ако повеќе медиуми, нели, се дигнат и јавно да се зборува за тоа, ако ништо друго, војниците да имат барем топла вода. Мене многу ми замеруваат... Навистина е смешно во 21 век. Зашто разговараме? Мене многу се нервирам кога ми замеруваат, кога критикувам. Ја критикувам, но критикувам со право. Значи, тоа се основни услови. Основни човечки услови. За работа, имаш тоалет, да имаш чиста вода, да имаш чиста постелнина, да имаш униформа, или работна униформа. Ја доаѓам таму, морам да бидам во униформа. Ако не ми дадеш исправна униформа, што да облечам? Искинатото? Ќе го облечам искинатото. Но како представувам? Како ја представуваме државата? И дали е тоа функционално? Ако е скинат джебот, ако испадне од него нешто што ќе ставиш и така натаму. Значи, критиките мои се на место. И мене многу ме иритира тоа што го гледат тоа како напад. Јас, како председател на синдикат... Абсолютно, затоа и кажувам, и овој подкаст не го гледаме како напад. Да, само воопшто не. Ние кажуваме реалната... Да. За да може барем нешто да се промени. Да, затоа што јас, например, тоа покушавам да го кажам на оној начин со социјален диалог. Директно на тоа лице кој што може да преземе веднаш во моментот министер за одбрана, генерал, од некој овластено лице, кој што имам право да имам состаноци со нив, така. И да реагира. И може да реагира. Значи, ако сум реагирал јавно за чашави кебиња, од каде испадна сега нови? Значи, имало. Значи можело да се реагира. А зошто мораше јавно да се каже? Зашто не ме послуша кога кажував? Еве сега со законско решение. Зошто едноставно не го прифатат нешто што е регулирано во сите НАТО земји? Во сите наши соседни земји кои што се и НАТО членки. Зошто едноставно не прифатат дека тоа е... Во однос на тоа да се продолжи војниците да се продолжат, да. Затоа што сега гледате што се случува. Дискриминација утврдена. Се понесуваат стотици тужби и се оштетува буџетот на Министерството за одбрана. Зошто? Кога и самата државен ревизор со конечниот извештај што го направи за 2024 утврди огромни суми, милионски за судски трошкови. Зошто? Кога решението е прифатливо и е на маса. Буквално, само треба да се направи диалог и да се слушаме едни меѓу други. Да има добра волја. Да, јас многу ми е жал што секој мој таков обид да исправам нешто го сваќаат како напад, како навредливо, како не треба тоа да биде така. Уствари, ти го бараш тоа што е доброто за сите. Нели, овие услови за работа, како што рековте, ќе важат, ако еден тоалет се поправи, се реновира скроз, го користат и офицери, подофицери. За сите ќе биде добро. Сите таму се во тие објекти, значи условите ќе се подобро за сите. Ја не можам да разберам зошто
таква одбивност има, но очигледно Но еве, за таа цел ги правиме и нашите подкасти, да. за да дискутираме малку поотворено, опуштено, да се види вистинската твоја цел и мисија која ја правиш. Се надевам дека што повеќе ќе ме повикуваат на гостување, за повеќе да биде достапно до јавноста, за да се дојде до она свест која ни е потребна за да се подобрат работите. Ме интересира едно лично прашање. Пак ќе се навратам на времето кога беа актуелни офицери, подофицери, војници и сите мали деца знае да кажат, јас кога ќе пораснам ќе бидам војник. Што ќе се случи ако твое дете реши да биде професионален војник или да работи во армијата? Како Александар ќе реагира? Тоа претпоставуваме болна точка на многу болна точка е тоа, затоа што но може да се случи. Па ќе гледам да го одвикнам од таа идеја и да не се случи. Мојот син, додека бев на работа, беше помал, беше не знам сега кој оделение, но организирав за школото каде што учеше. Порано ги имаше, и дојдоа во посета, организирав тоа и каде што децата дојдоа, многу им беше интересно хеликоптери да гледаат, влегоа внатре, седнаа сите. И демек сега ќе летаме со тие прашања. Нема да летаме, не може. Значи ова е само да видите како е внатре и тие што летат се други лица, така да вие не можете. И сега интересно име се сликаат, трчат околу хеликоптер. На децата им е тој сонот, знаеш, и ние кога сме го имале, јас кога сум бил помал, но буквално сега како што е ситуацијата не би дозволил моје дете да поминува низ вакви лоши услови, бидејќи буквално го казнуваш. Да се подобрат работите во армијата на тоа ниво кај што треба да бидат, што треба да се очекува како НАТО членка, може би било добро, но во овие услови не му предложил на никоја, не посебно на моје дете. На своје дете. Ниту па на дете на некој пријател или роднина, бидејќи лично сум го осетил како војник и сите обструкции како председател на синдикат, што се случувале овие години, кај што буквално, ако објаснувам се, може подкастот да трае и 24 сати. Да си поразговараме. Но и повише, да. Јас мислам дека ги начнавме сите оние работи, нели, за кои требаше и бевме договорени да се дискутира за да ја кажеме реалноста. Да, па тоа е суштината, се случува и пак и те прашам за крај, како председател на синдикатот. Гледаш ли светла точка? Имаш ли дали си оптимист дека нешто ќе се промени? Јас верувам дека нешто ќе се промени, но кога не знам. Јас сум упорен во мојата работа и не сум во армијата, го работам синдикатот и се уште се борам и сум уште поактивен на медиуми, во објави и со настапи за подобрување на правата. Светлата точка во моментот, можам да кажам, за војниците сум им јас, а они се на мене. Затоа што нивната сплотеност и нивната слога во овој синдикат и во поддршка на овие мои барања и мојот настап за нивното добро, за подобрување на нивните права, нивните плати, нивните услови за работа, идат преку синдикатот. Така. Како единки, не може ништо да направат. Тоа е, се извинувам, не може ништо да направат затоа што никој сам не успеал. Затоа постојат синдикати. Кој би бил твојот апел? Мојот апел до нив е да го поддржат синдикатот максимално, бидејќи силата доаѓа преку синдикатот. Сложни, можеме да постигнеме све, разделени, ништо. Во армијата има повеќе синдикати, за жал се разделени во повеќе синдикати кои што не се грижат за нив, за правата на војниците,
99% од моите барања се однесуваат на војници, не значи дека ги занемарувам барањата и на останатите припадници на армијата и офицери, подофицери, затоа што ја зборувавме, кога барам условите се тие, кога барам зголемена плата, барам за сите, не само за војниците. Така да поддршката од секој е добродојдена, но не поддржување на овој синдикат, ситуациите ќе останат непроменети, затоа што едноставно така делува синдикализмот и така делува синдикатот према армијата. Така. Александар, ние како медиум сме секогаш овде отворени и за разговор, и за поддршка пред се на правата на граѓаните, правата на секој човек. Навистина секој заслужува да живее и да работи достоинствено во оваа држава. Знаеме многу често да кажеме, нели, мирот не е случајност. Некој ни го чува нашиот мир. Но колку ние ги почитуваме и ги чуваме луѓето кои се грижат за нас. Тоа ми е поентата на овој подкаст. Да се зголеми малку свесноста за тоа колку вредат нашите војници и колку ние треба да ги почитуваме и сакаме. Се сложувам дека е така, затоа што би била државата без армијата? Секој ќе не освои многу брзо и секој ќе ни го земе тоа што го имаме. Так. Ние сме бранители на мирот, така да армијата треба да се почитува и секој граѓанин на оваа држава треба да допринесе за подобра да биде свеста да се да допре до секој граѓанин. Ја се надевам ќе има и многу повеќе емисии, подкасти, ќе се разговара на тоа, па и ќе се подобрат и услови и начини на работа. Се надеваме дека ќе се подобри све, тоа ни е целта. Не е целтата да се караме, целтата ни е да кажеме на нешто дека има подобро. Кога има волја, има решение. Така. Александар, ти благодарам што се одзва пак и ти кажем на мојата покана да направиме еден убав искрен разговор. Само уште за крај да ти дадам поклон. Сепак ние си имаме пријатели во нашиот подкаст. Млечни производи Јока, не знам дали сте ги пробале вие во Скопје. Да, ги има во некои маркети ги има. Ви благодарам многу. За убав доручек. Знам сега веќе не си во војска, дома можеш да се спремаш убав доручек да се направи. Работиме синдикално дома. Синдикално од дома, да. Ти благодарам. Се надевам дека во иднина ќе направиме уште еден подкаст, уште еден разговор со позитивни резултати од ваквото ваше работење во синдикатот. Фала на поканата и се надевам следниот пат со многу попозитивни вести. Со убави вести. Со убави вести. Вас ви благодарам за вниманието со кое не следевте и се гледаме наредниот подкаст. Пријатно.